Гужва, галама, FM врева. На радио Слободна Македонија. Така е, драги наши, ФМ Врива на радио Слободна Македонија. Добар ден и добре дојдовте сите вие кои сега се вклучувате во програмата во Врива на радио. Секој работен ден од 13 до 16 часот и 30 минути, вообичаено по кратките вести во 15 имаме ексклузивен гостин. Овој пат навистина е необичен гостинот заради тоа што катадневно ѕирка низ вселената и од неа ги вади сите оние невидливи работи, ги става на фотографија, ги пакува и вечерва има изложба, замислете. Астрофотографија, вели, тој е вечерен состанок со звездите, значи вечерва ќе се сретнеме со звездите во Музеот на град Скопје со почеток во 20 часот. Станува збор за изложбата именувана како Поглед во недоглед. Дами и господа, од Скопското астрономско друштво го имам за прв пат на гости во ФМ Врива Филип Парталовски. Филип, добар ден, добре дојдовте во емисијава. Добар ден, благодарам на поканата. Значи, вечерва во 20 часот ќе се состануваме со звездите, ќе ѕиркаме во невидливото, ќе го видиме сето она што не можеме да го видиме со голо око. Астрофотографија. Ајде најнапред да позборуваме на тема астрофотографија. Што е всушност тој поим, што можеме да подразбираме? Крајниот продукт е фотографија, како што нели самиот термин кажува, меѓутоа начинот на кој што се прави и што доловува таа фотографија е различно од она што го фотографираме во секојдневието. Дали пейсажно или со пријателите фотографии. Овдека станува збор за фотографија од небесни тела. Дали можеби некои блиски небесни тела, како на пример месечината, сонцето, планетите, метеори, метеорски роеви или само млечниот пад, звездени траги, односно како фотографија од звездите во текот на цела ноќ, како тие при што се на фотографијата се оцртуваат всушност линии и затоа всушност и звездени траги се нарекува таа техника на фотографирање. И исто така фотографирање на објектите од длабокото небо, односно далечни објекти како звездени јата, збиени, растурени, маглини кои што се огромни со светлински години во големина, галаксии кои што се всушност други огромни збирови на звезди и маглини кои што не се во нашата галаксија. Така, вие фотографирате ноќе, значи не ги фотографирате овие небесни тела, да речеме, во текот на... Преку ден може само сонцето да го фотографирате. Тоа е наша најблиската звезда до нас и ја заситува атмосферата со својата светлина и нели затоа е небото сино. Кога ќе зајде сонцето, тогаш доаѓаат во преден плат другите звезди и се останато од вселената. Така. Кога сме кај вселената, дали таа е последната граница? The space. Таа е единствената граница која што најверојатно нема граница. Да, вселената се всушност што можеме да видиме. Добре, значи образложивме, чинам дека им е јасно на слушателите што е тоа астрофотографија. Кажавме горе-долу како се создава истата. Сега одиме со сето она што вечерва ќе биде представена во 20 часот во Музеот на град Скопје. Значи, трет пат реализирате изложба на астрофотографии. Зошто Поглед во недоглед? Иако има примери на фотографии кои што го покажуваат тоа што можеме да го видиме, како на пример некои ноќни пейсажи, меѓутоа нашата фасцинација оди со фотографијата, ноќната фотографија оди подалеку од тоа и го фотографираме тоа што нашето око не го гледа. Нашето око е човечкото око, па очите на повеќето, скоро сите всушност видови, се ограничени на тоа што еволуцијата сметала дека е потребно како единка да го има видот. Кај човекот тоа е способноста да гледа преку ден, да гледа во боја преку ден. Навечер нашето око е далеку од добар инструмент. Меѓутоа затоа ги имаме другите сетила како слух или мирис, по зависно од потребата. Сега за да се видат сите оние објекти од длабокото небо, маглини, кои што се всушност многу бледи бидејќи се далеку на стотици па илјадници светлински години од нас. Галаксиите се дури на милиони светлински години од нас. Тоа се многу бледи објекти. Тие со голо око не се гледаат всушност.
или многу малку сосема неприметливо, не се несигурни дали е тоа што го гледате. Меѓутоа, кога за тоа искористувате инструмент кој што го заменува окото, а тоа е телескопот. Телескопите може да бидат од мали, како некои дурбини или двогледи, па се до големи од десетици сантиметри, па светските професионалните обсерватории користат и 10-метарски телескопи. Се со цел да видат што подалеку во Вселената и да ги доловат тие бледи објекти. Токму затоа и поглед во недоглед. Она што нашето око не може да го види, нашиот сензор, нашиот личен инструмент може да го видат телескопите, а сензорот таму е камерата, дигиталната камера. Без разлика дали станува збор за професионалните како Canon, Nikon и така камери или пак специализирани камери за астрофотографија кои што ги имаме и ние. Така, Скопското астрономско друштво ги има тие специализирани камери за астрофотографија. Сега чии се фотографиите? Значи генерално на членови на Скопско астрономско друштво, ќе навидеме некој име? Па во последниве години Горан Петров, Радан Митровик, кој што е всушност Радан е во друштвото од самиот почеток, пред 18 години. Колку членови брои Скопското астрономско друштво? На годишно ниво некаде 50 на 60 членови зависни. Видете кај нас тоа дури не е дотолку важно, искрено бидејќи секој го работи она за кое што е заинтересиран. Неколку мина од нас сме заинтересирани за астрофотографија и се трудиме што повеќе да посветиме, бидејќи захтевна е како хоби, како сериозно хоби е, бара специализирана опрема, запознавање со опремата, запознавање со тоа што се случува, што има да се фотографира. Останатите работат на други работи, на активностите од Скопското, кој што ги има Скопското астрономско друштво. Так, 18 години значи постоите и не можете точно да утврдите бројка колку членови има во моментов. Никогаш не сум проверил, јас тоа навистина не ми е како се лично станува важно. член на Скопското астрономско друштво? Многу едноставно, само пополнувате пристапница, чланарината годишна е 600 денари за возраст или 300 денари за студенти и ученици на годишно ниво. И има бенефиции од таа членарина кога ги имаме, кога одржуваме предавања или курсеви, секогаш доаѓаат. Предавањата ги одржувате во планетариумот при Младинскиот културен центар или одите во градинки, во основни училишта, може би средни на тој начин ги нашите предавања, курсеви генерално ги одржуваме во просториите на електротехничкиот факултет. Тие се добри во тој однос студентските организации или организациите поврзани некако од техничка природа, од научна природа, тие дозволуваат таму да се состануваат и да одржуваат предавања. И затоа сме таму. На покана на училиштата, средните, основните, па некогаш и градинки, одржуваме и таму предавања, да. И зашто се најзаинтересирани, да велите во градинки одржуваме предавања, меѓутоа основни и средни училишта? Зашто се најзаинтересирани нашите најмали па и млади? Кога е во поглед небото и небесните височини, односно погледот во се што не можеме да го видиме со голо око? Кога станува збор за децата од градинка, тие се заинтересирани за се што ќе им кажат. Искрено бидејќи најискрени, најљубопитни. Бидејќи тие се уште немале доволно искуство со се она што може да го знаат, се немаат запознани. Исто така на моменти има потреба од познавање на некоја терминологија или нешто од науката, од физиката, од математиката, кое што малите децата од градинка го немаат, меѓутоа децата од основно повисоките оделенија, 7, 8, 9 сега веќе имаат некакво знаење и тие знаат во попрецизно да прашаат нешто, во некоја насока да го наведат разговорот. Например, како настанал сончевиот систем, како настанала галаксијата, што се звездите, како им раскажувате? Им раскажувате научно или ги воведувате во приказната благодарение на приказни? Како им се обраќате, како на возрастни? Секако дека некогаш да, бидејќи има потреба, бидејќи во зависност од тоа зашто прашуваат. Ако знаеме дека го познаваат вокабуларот, тогаш им се обраќаме со користење на вокабуларот кој што е, да кажеме, соодветен. Стручен, така. Особено во средно тоа е веќе многу полесно. Меѓутоа секогаш процесите кои што се објаснуваат, кои што ги има во Вселената, маглините, звездите, јатата, имаат некој си свој аналог, пример во секојдневието. И преку такви аналогии се обидуваме, или преку демонстрации, вежби, експерименти се обидуваме да им покажеме што всушност се случува.
Звездани содржини, ноќни пејзажи, звездани траги, маглини и така натаму, блискијата, далечни галаксии, сето тоа навистина многу поетски звучи. И сето тоа претучено во астрофотографија, ќе имаат можност слушателите на Радио Слободна Македонија да го погледнат вечерва во 20 часот во музеот на град Скопје. Сега колку фотографии ќе бидат приложени, да се навратиме повторно на што вечерва се случува, значи ајде на оваа наша најжешкена актуелна тема. Сам дека 38 фотографии. Добро. Овој пат мислев дека е доволно. Во кој формат се изработени фотографиите? Па тие се 50 на 35 сантиметри фотографии. Добро. И тоа беше така со цел за да можат тие што сакаат исто така да си да намалат да така, купат значи некои продажна фотографии. изложбата, така. Како и секоја изложба, мислам дека да може да ги купат. Всушност ние ги имаме фотографиите за нас, меѓутоа кога правиме вака изложба, ја правиме меѓу другото за да можат и тие кои што сакаат да имаат дел од вселената дома. Така. И тоа повторно од локална поетски се изразувате. Да има дел од вселената дома. Да, така и го доживуваме. Ние го работиме ова од со ентузијазам, со посветеност и со желба да ги доведеме тие гледки кои што имаме можност да ги видиме таму на лице место на теренските наблюдувања и оние кои што сакаат да ги имаат и дома. Так. И сметавме дека таа димензија е некоја пристојна димензија за кој што За сака имање на дома дел од вселената, конечно. Ајде уште малку, значи, поезијата да ја дофинишираме или да ја кулминираме поезијата во однос на поглед во недоглед она што вечерва ќе се случува во музеј на град Скопје со почеток од 20 часот. Да, ова се астрофотографии, меѓутоа поезијата е навистина врвна и самите фотографии, самиот поглед на фотографиите всушност е поезија во се што представува визуелен израз. На самиот крај Филип Парталовски од Скопското астрономско друштво. Star Trek или Big Bang Theory? Па, Captain Picard или Number One? Па, не знам, значи најверојатно Star Trek. Затоа што Big Bang растев Theory стана многу комерцијално. па и неинвентивна, последниве така не ме предизвикува. Не би можел да кажам дали Пикард или Number One си имаат своји вредности и двата лика, двата карактери си носат своји вредности, затоа и толку долго опстана таа серија и тие ликови, тие карактери остана. Благодарам многу за гостувањето во ефем Врива. Сега ние ќе се телепортираме кон рекламен блок на Врива на радио. Се заедно со Василија, заедно со вас до 16:30.